Доктор Ѓорѓиевски, добре дојдовте во Хоризонт Тема. Тема на нашиот денешен разговор е новиот предлог закон за заштита од пушење. Знаете и самиот дека има различни размислувања, многумина дел од граѓаните ќе забележат дека станува збор за ригорозен закон. Ќе разговараме за состојбата со загадениот воздух и актуелната состојба со грипот, имајќи предвид дека се најавува дека пикот со грип се очекува крајот на јануари и почетокот на февруари. Добре дојдовте. Ви благодарам на поканата и воедно интересни теми кои што можеме да ги офатиме, прилично актуелни и прилично многу битни за целокупната здравствена состојба на едно живо битие како што се човекот и пред се децата. Деновива најактуелна тема е новиот предлог закон за заштита од пушење, кој што беше објавен и на ЕНЕР и за кој што предстои јавна расправа. Кој е вашиот став? Она што можам да го видам од пишувањата предизвика прилично бурни реакции во јавноста. Најголем дел од пушачите, бидејќи тие се тие кои што се спротивставуваат во најголем дел на овој закон, додека па непушачите го поздравуваат овој закон. Како лекар секако сум за закон за заштита на населението од пушење, бидејќи кога ќе влезете како непушач во некој локал, и кога ќе влезе некое дете, некој тинеџер и слично кои што се непушачи, вие наоѓате во една задимена просторија во која буквално внесувате чад од цигарите. Она што е многу битно да се спомене дека чадот од цигарите содржи околу 4000 канцерогени супстанци, значи во себе тоа се јаглеродниот моноксид, азотниот моноксид, катранот и многу други, значи пропратни елементи кои што ги содржи чадот од цигарите и сето тоа ние го вдишуваме. Не само непушачот, тоа го вдишува и пушачот, тоа го вдишува и детето кое што дошло во ресторан, тоа го вдишува и непушачот. Нешто што можеби треба да се направи, некако помпезно се најавија казните, бидејќи некако кај нас секогаш повеќе сакаме да се плашиме со казни, него реално да спроведеме нешто што навистина би го намалило пушењето. Она што го гледам во самиот закон и во најавите, убаво е дека треба да има зони за непушачи и зони за пушачи и сега веќе имаме некои локали и некои кои што навистина имаат оделени, имаат вистинска вентилација каде што чадот од цигари во пушачкиот дел вие реално и не го осеќате, значи, но тоа треба да важи за сите. Тоа треба да се, ако веќе се воведува ко закон, доследно се спроведува. Она што можеби мене како лекар повеќе ме загрижува кога ќе ја видам сликата на пушачи пред здравствените институции, каде што најчесто се лекари, каде што најчесто се медицински сестри. Каков впечаток оставаат пред пациентите токму тие здравствени работници кои што пушат пред влезовите на своите здравствени институции? А тоа е чиста слика. Тоа е чиста слика. Значи уште почеста слика е пред влезовите, ке речеме во надворешна средина, сепак се они пушачи. Ние не можеме да очекуваме дека од нација во која што во моментот имаме 46% пушачи, тоа морате да заслужите со мене дека е половина од населението на Македонија дека се пушачи и се повеќе и повеќе млади, дека ние наеднаш за една година, за пола година и слично ќе ги изгубиме пушачите. Долготраен е процесот на откажување и прилично е тешко да се откаже пушач. Јас апсолутно ги поддржувам и пушачите затоа што имало причини кои ќе ги наведам покасно што ги навеле можеби задоволството да го пронајдат во пушењето, и тоа е една форма и на зависност од една страна, но не треба да ја осудуваме, него треба да им помогнеме, и од друга страна на една форма на задоволство. Но меѓутоа не можам да сватам дека во здравствени институции, во одредени јавни институции постојат така наречени импровизирани соби во кои што е буквално задимено и се пуши. Тоа не сме да се дозволи. Да, надвор од објектот се сложува, можеби и не треба, не знам како е сега дефинирано точно во законот. Имаше различни ставови дека не сме да се пуши дури и пред влезовите на објектите, не се баш сложувам целосно со тој дел. Можеби треба да има одредена зона каде што ќе може да излегуваат пушачите и да пушат, но меѓутоа внатре во самите објекти, во известни импровизирани скали, простории, подруми, околу лифтови и слично, навистина е поразителна сликата. Пред се во јавно здравствените институции, во болниците, во поликлиниките, во здравствените домови, но меѓутоа и во образовните институции. Основните училишта и средните училишта, токму тие се местата каде што децата на некој начин се угледуваат на своите родители и се угледуваат на професорите. Ако професорите пред нив пушат во школските холови,
како можете вие да очекувате од децата да речат па чекајте мојата класна и пуши пред нас на екскурзија кога оди, пуши заедно со нас во ресторан. Значи не се проблем рестораните и кафулињата, има значи ресторани и кафулиња што стварно ги одвојуваат пушачките зони. Убаво е да функционира за сите таму кај што навистина се осеќа дека не е одвоено и како што предвидува законот доследно да се спроведува. И кога ги споменавте младите, загрижувачки се податоците дека тие започнуваат со пушење уште на 13 годишна возраст. Па јас би рекол според податоците на Светска здравствена организација, бидејќи будно следи состојбата со пушење и мислам дека беше едно што интензивно бараше промени на законот за пушење, токму од Светската здравствена организација и се иницираше да започнат тие промени дека има потреба со пушењето. Зошто тоа се побара? Затоа што веќе се мапира дека и на 12 години, па и на 11 години, тоа е негде 6-7 оделение или 8 оделение кога се започнува со запалување на првата цигара. Нашето здружение како здружение на семени лекари уште во 2023-та започна акција по школите, најпрвен во градот Скопје, основните училишта. Ги офативме основните училишта во 8 и 9 оделение на територијата на општина Центар и општината Аеродром во тој временски период и градот Гостивар. Беа планирани понатаму тие акции да продолжат во 2024-та. За жал, не добивме тогашна поддршка од тие здравствени власти дека треба да се разговара со децата. Значи, ние треба да укажеме на младината. Тешко е вие да одвикнете пушач кој 40 години пуши. Можете да зголемувате и цена на цигари, да, ќе ги намали цигарите, ќе се обидува да се одвикнува, чести се релапсите, навистина треба многу да се работи со пушачот, но меѓутоа можете да делувате кај лицата на 12 години и во осмолетките да не започнат со пушење. Тука да спречите, бидејќи вие кај нив. Првин, пубертетот нема да почне да се развиваат, значи во страствени пушачи кои подоцна носат зависности и развиваат одредени кардиоваскуларни болести на рани години. Не се само кардиоваскуларните болести, јас како лекар сум загрижен и за здраво потомство. Значи има голем број на конгенитални малформации. Се раѓаат деца со развојни аномалии, со оштетување на бели дробови и со алергиски реакции во млада возраст, токму поради чадот од цигарите, токму поради пушењето и другите пропратни нездрави, алкохоли, никотини, марихуани и слично, значи на кои исто треба да делуваме подеднакво како на цигарите. Значи не е само проблемот во земјата цигарите, сега е актуелен законот со цигари и треба да се подржи во. Но вие споменавте дека паралелно се водат две битки, тука и битката со загадениот воздух. Апсолутно. Значи, она што треба да го потенцираме, да, вие ќе речете, пушачите треба да пушат. Пред 2019-та, овој закон постоеше во некоја можеби подруга вредност, после знам дека се промени законот и тогаш се дозволи да се пуши и во затворени простории, стана многу полиберален, не се обрнуваше толку внимание и тука се направи огромен проблем. Дали ако се почитуваше тој закон тогаш, сега ќе имавме волку ригорозен закон? Јас мислам дека не, затоа што ако нешто се почитува и ако промотивните кампањи беа појаки, ако се влијаеше на населението во млада возраст, значи кај децата во осмолетките, значи целосна промена на програмите во образованието треба да се направи, значи треба да има чести кампањи. Ние сме веќе во координација и во договор со Институтот за здравје и со директорката Марија Андоновска, дека ќе продолжиме со активностите кои што застанаа во 23-та година поради немање интерес тогаш реално од јавноста, да влијаеме на децата. Значи буквално им дававме кратка презентација од некои 5-6 слајда во кои точно им укажувавме кои се штетните ефекти кои што нивниот организам ги претрпува како деца. И многу се осврнавме на она што во јавноста не се збори, тоа е пасивното пушење. Значи, не е доволно детето да не пуши ако родителот во затворена просторија пуши. Буквално предизвикува, затоа се тие чести респираторни инфекции, затоа се тие чести кашлици, затоа што вие со самото дим од цигарите внесувате ги тие штетни материи кои ги наброив претходно, а тие го оштетуваат полека респираторниот епител. Првин од носот, па после продолжуваат во грлото, таков оштетен респираторен епител само обезбедува накалемување на вируси и на бактериски инфекции. Пушачите многу често завршуваат со хронична обструктивна белодробна болест, каде што чадот од цигари е еден од основата за развивање на ХОП во подоцнежната возраст. Они тоа нема го сетат на 20, 30 и 40 години, но веќе од 50 година натаму ќе го осетат. Фондот за здравство многу беше против кога се бараше во промената на регулативите
лековите за одвикнување на пушење да бидат ставени на позитивна листа и до негде го сваќам зашто тоа беше, бидејќи ние трошиме пари за нивно лекување, а никако да ја променат свеста дека треба да се одвикнат од пушење, дека треба да ги намалат цигарите, дека не треба да пушат пред децата во затворени простори. Значи, има многу совесни родители, морам да признавам што ги познавам и од медицинскиот персонал што пуши надвор на балкон, на тераси и никогаш не пуши во кола или во затворена просторија. И не се само од медицинскиот персонал. Не се само од медицинскиот персонал, има и многу од друго, има и обратно. Значи има и многу различни состојби. Затоа викам, и свесноста е многу битна. Значи ние треба да работиме на превенција и на промоција. И оние матични лекари или семени лекари кои што работат на превенција и промоција, здравствениот систем треба да ги препозна и да ги награди, затоа што јас она го викам, значи не се секогаш казните, ние треба и да наградуваме, не само да казнуваме. Мислам дека некако и од контекст е извадено во медиумите дека казните се ригорозни и кој знае што драстично ќе се случи. Треба да земеме во предвид дека Македонија е втора во Европа по број на пушачи. Тоа е страшно. Значи страшно е затоа што први на оваа земја има многу помало население од Франција, многу помало население од Германија и од Шпанија, но тие земји работеле на превентивни кампањи во школите, кампањи со здравствениот персонал и нашата земја работи реално. Но вие кога ги споменавте тие кампањи и кога ги споменавте мерките, истите тие мерки во светски рамки дадоа многу подобри резултати за разлика од кај нас. И на што се должи тоа? Дали може би се должи на менталитетот на нашите граѓани? Реално има и тоа, етничката култура, а потоа менталитетот на самите граѓани, ставовите и сваќањата кои ги имаат граѓаните, општеството како се градило, затоа и реков на самиот старт. Ние не можеме општество што градало 30 години дека е супер да се пуши, има и реклами за пушење, иако на цигарите многу често гледаме дека представуваат предупредувачки пораки и слично, но кога ќе влезете во еден маркет на самиот влез, вие имате цигари одма кај касата. Значи точно кај што ги купувате сите други продукти без проблем на најлесен начин достапен, додека за алкохолот имаме ограничување и не може, новиот закон предвидува дека не може да се даде веќе цигари на дете што е помладо од 18 години и тоа сметам дека е во ред бидејќи тоа е во сите европски земји. Нашето население треба да свати дека ако се стремееме кон Европа, значи цело време по Facebook и по Instagram и по други социјални медиуми, ние гледаме ништо не се прави, не се носат никакви закони, немаме реформи во сообраќајот, секојдневно ни гинат граѓани по патиштата, секојдневно ни умираат од разни заразни болести, здравјето ни е катастрофа. Но кога ќе се донесе закон, онда ќе има тензија зашто се носи тој закон. Значи станува збор за контрадикторност. Ама знаете зашто се бурни реакции? Никој не седнал да го прочита законот, него се вадат одредени пасуси кои што се најригорозни. Прочитав негде, не знам колку е точно во некој од медиумите, дека казната може да се замени и со промоција за здравствени навики и со општо корисна работа. Значи што на некој начин е добро. Ако е така во закон, го немам целосно законот, почнав да читам одредени делови, но треба време да се изанализира законот. Има моменти кај што треба да се направи корекција на самиот закон. Видете, нивниот приватен автомобил е нивна приватност. Значи, ако он не е свесен дека своето дете го загрозува, тога ништо. Но меѓутоа, таксито е нешто што е јавно. Не може мене таксисто да ми пуши, значи јас многу пати се доведувам во ситуација, влегувам во кола задимена од цигари. И уште ме прашува може ли да пушам, а јас треба да одам на некој битен состанок или негде каде што целата моја облека мириса на дим. Па тоа не сакам да си го дозволам. Значи таксито е нешто јавно. За таксистите треба да има забрана за пушење во такси возило. Не може такси возилото да мириса на тутун. Значи таму влегуваат и непушачи, влегуваат и луѓе кои се спремиле за некој важен состанок, влегуваат разна клиентела, значи има од посиромашни граѓани до побогати граѓани, од пушачи до непушачи. Не поднесу. Влегува човек со астма, кој што не може да поднесе цигари, влегува човек кој што може би има некоја алергиска реакција на некоја компонент од цигари, имаме суви гашлици на дразнителни поради алергиска реакција од тутун, исто како што има алергиска реакција на се многу друго.
Ке речат сега граѓаните, а каде е аерозагадувањето? И апсолутно се во право. Паралелно со законот за пушење мораме да работиме на аерозагадување. Значи не смееме ние само да се бориме против еден дел, значи само против цигарите и пушачите да ги сега како стигматизираме. Не е во ред, искрено не е во ред. Тешко се работи со откажување од пушење, значи како лекар сум работел на голема студија, мојот докторат е токму посветен на одвикнување од пушење, 3 модели на одвикнување од пушење, каде што одредував старост на бели дробови и одредувавме издишан јаглероден моноксид. Тие две техники се користат, тука ги имаме тие апаратчиња каде што се одредуваше дишниот капацитет на самиот пациент и сам преку самото издишување форсирано се одредуваше и староста на белиот дроб. Баш вчера во мојата ординација новозапишан пациент кој што имаше 22 години и беше пушач со некоја упорна кашлица, првото што му го реков, ти мораш да прекинеш со цигарите. Се додека не прекинеш со цигарите, ние од тебе понатаму ќе имаме пациент кој што има кардиоваскуларни заболувања, пациент кој што има хронична обструктивна белодробна болест, да не зборам дека влија и на спермата. Значи имаме пациенти кои што имаат стерилитет токму поради употребата на пушење, дроги и алкохол. Значи 3 работи на кои треба да се влие, не ни се само цигарите, значи него имаме и алкохол, пациенти кои што употребуваат само алкохол, има пациенти па уште повеќе не употребуваат алкохол и пушење, но меѓутоа употребуваат дроги. Вие можете во една обична трафика, не знам сега, ама пред година дена знам дека можеше снус да купат. Тоа е нешто што го употребуваат. Но токму овој случај што вие го споменавте со вашиот пациент, ви откри уште еден аспект. На кое ниво е свеста кај младите луѓе за последиците од пушење? Затоа што, како што споменавте претходно, за многу нешта младиот човек и не бил свесен. Не бил свесен затоа што никој не работел со него за да биде свесен, да бидеме реални, ниска и информираноста. Тоа е она што треба да го правиме. Едукативни кампањи и преку медиумите треба да се спроведуваат, едукативни кампањи и преку социјалните медиуми, едукативни кампањи во образовниот процес кој што треба да се спроведуваат, но и со самите пациенти. Затоа ние секогаш кажуваме, примарното здравство е основа и треба да третира 80% од болестите, меѓу кои и пушењето, кое што по меѓународната класификација на болести спаѓа во зависност. Значи има точна диагноза и тоа е една форма на зависност. Значи матичниот или семениот лекар, има лекари што се точно обучени и имаме Центарот за семена медицина и медицинскиот факултет даваа голем број на работилници претходните 2 години во кои точно можевме да се обучиме како треба да делуваме со пациентите пушачи. Вие пушачот кога не сака да разговара за пушење, вие не треба да разговарате со него, вие не треба против неговата волја да идете. Значи мора да го сослушате, но на секоја следна посета ти можеш да му кажеш на моментот од штетните ефекти од пушењето. Има пушачи кои што ќе дојдат во подоцнежен стадиум кога се развило одредено заболување, да не зборам веќе со карциноми, тогаш престануваат со пушење, но тогаш е веќе касно. Значи мора да се делува. Кој е проблемот зашто не се делува? Затоа што ние сме преоптоварени со администрација. Колегите сега прво ќе ми речат, абе Драган, како бе со 80-90 прегледи усмена, не знам кај ми е главата, уште ќе зборам за пушење кој треба 15-20 минути да се работи. Без разлика со апаратчиња, не мора со апаратчиња, може и со обичен разговор со пушачот од 5-10 минути, кој што ќе се направи да му се укаже на последиците од пушење. И во право се, затоа секогаш викаме да ни се укинат административните бариери. Многу често сме посетени на компјутери, на пишување во картони, на милион места се запишува администрацијата, затоа викам здравството треба малце побрзо да се гради и да се развива, не само овој закон и другите 12 закони што се донесени, ако министерот си стои на зборот во своето новогодишно обраќање, ќе бидат готови до крајот на февруари. Ме радува ако е така, бидејќи ќе тргнеме од некоја мртва точка во која можеби 10 и 15 години беше здравството, промени се правеа до 2015-16, после тоа буквално се замреда. Морам да забележам дека го имавме периодот на ковидот, кој беше многу специфичен сам по себе, но меѓутоа тешко и споро се прават. И затоа е битна едукативната кампања. Првин да тргнеме да не пропушат и кај тие кои што се со помала зависност, како што се во средните школи, па потоа и да одвикнуваме од пушачи, па потоа полека да почне да се спроведува законот. Не може нагло и пресек директен. Законот го поддржувам апсолутно, но мора малку да се оди степ бај степ. Значи мора чекор по чекор да се оди во самата негова
имплементација и спроведување. Најпрвен болниците, кај што не треба да се пуши, школите, значи просветните работници и едукација на населението. Че мора едукација што штетните ефекти од цигарите носат. Тоа пасивно пушење кое што сите сме изложени, кога тој пушач пуши во таа кафана или во тој ресторан, ни носи здравствени штетни ефекти на сите тие кои што сме во тој момент. Исто што спомнав и тоа во такси превозот и во јавниот превоз. Додуше морам да кажам дека во јавниот превоз не сум приметил да се употребува пушење, значи барем во јавниот превоз не е забрането, сега со новиот закон се забранува и тоа е добро, но меѓутоа во такси превозот тоа се приметува. Така да сите тие дискусии на социјалните мрежи, верувам и вие ќе се согласите, ни разоткриваат на кое ниво е свеста за здравствената култура кај нас. Без оглед дали говориме за возрасни луѓе, дали говориме за млади. На ниско ниво. Морам да признавам дека на ниско ниво, но не е само за пушењето. На ниско ниво ни е целосната здравствена култура кај населението. Значи јас многу пати во емисии при гостувања кажувам кашлица од савајле. За мене е несватливо. Значи, секој може да се накашло. Мене ми се случува некогаш влегол дим од загадениот воздух од надвор преку прозор, преку некоја врата во мојот стан или во мојот дом. Јас се случува да се откорнам од кашлање во првите пола сат до сат. Тоа не значи дека јас треба да одам одма пневмослајдови, да правам рентгени, испитувања и слично. Значи, многу кај нас се создава паника во населението. Таа паника се создаде од ковидот и не е ни криво целосно населението. Значи, за паниката лекарите ја создававме паниката, институциите ја создаваа паниката, медиумите ја создаваа паниката, исто сега и со законот. Има бомбастични наслови кои што предизвикуваат ја таа паника. Треба да им се објасни зошто се носи тој закон, кои се придобивките. Ние мораме да сватиме дека сме држава која што треба и да штеди финанси. Фондот за здравство реално мора да штеди финанси. Фондот за здравство троши енормни суми на пари за лекување токму поради немање превенција на болести. Кога вие ќе спречите од пушењето да се развие ХОП, да се развие карцином, да се развие миокарден инфаркт и слично, кога вие ќе спречите со загадувањето, значи јас не можам да разберам зашто не се работи на загадување. Многу малку се работи на загадувањето. Значи реално ние го мапираат, нема да го кажам јас причинителот, значи се пишува и по медиумите реално многу во последниот временски период, што е за поздравување, меѓутоа и самите граѓани приметуваат каде, кога и кој највеќе загадува, точно загадуваат и старите автомобили, точно треба да... Според истражувањата се покажа дека на прво место се домаќинствата, па потоа се автомобилите и на трето место индустријата. Може би ќе кажам дека малце погоре индустријата, па домаќинствата и автомобилите. Значи мораме да си ја сватиме реалноста, значи дека имаме загадување огромно и енормно во Скопје и тоа не смееме да го игнорираме затоа што кога ќе излеземе надвор сите ние го дишаме тој воздух. Затоа и толкава реакција кај населението. Вика сега ќе не укинуваат пушењето и се, единственото му е задоволство, а не го решаваат проблемот со... Точно така. Значи мора да се решава проблемот со загадувањето и уште поголем бидејќи ние имаме енормен број на карциноми на бели дробови, имаме енормен број на пациенти со ХОП, имаме енормен број на мозочни удари, миокардни инфаркти, точно поради загадувањето, но не смеме да ги елиминираме и дрогите, цигарите и алкохолот исто како еден од причинителите. Баш она што го реков, треба да се намали болничката хоспитализација која чини многу. Оваа земја плаќа на болничка хоспитализација. Сега слушам дека од еден обичен грип кај деца, ни се преполни болниците. Значи детската клиника и Козле се преполни со мали пациенти од доенчења. Значи нешто тоа доенче мора да го предизвикало во имуниот систем, значи неговиот имун систем не е развиен, но нешто предизвикува. Дали е тоа чатот цигар или загадениот воздух, секој знае за себе и во својата фамилија, но нешто предизвикало за еден најобичен вирус кај тоа дете да предизвика таква страшна пневмонија. Преполнети сме во ординациите со бронхопневмонии и бронхити, што во минатото и реално ги немало. Лекар сум веќе 12 години, од година на година се повеќе и повеќе бронхопневмонии и долно-респираторни инфекции третираме. Вие споменавте дека има такви случаи и во периоди
кои што И во летниот период. и во летниот период, што не било порано случај. Што не било порано случај, точно во летниот период повеќе се должат и на климатизерите кои што недобро се прочистуваат и не се прочистени, тука се накалемуваат одредени атипични бактерии и вируси кои што се својствен за тој временски период, но сепак нешто во имунитетот на населението предизвикува пат на тој имунитет за брзо да се налепуваат сите тие инфекции и да се повторуваат дури инфекции за кои имаме подолготраен имунитет. Спомена негде клиника за пулмологија пред извесен временски период во некои истражување дека имаат голем број на пациенти со туберкулоза, што загрижува, значи не тука и вакцинацијата на многу ниско ниво, значи ние се посветуваме Се покажа низ годините тоа, да, се покажа низ годините дека навистина почнуваме искорењето, имавме магарешка кашлица и пертусис, страшна епидемија ланската година, сега е тоа малку поднамалено, но го имавме, ние сме земја која... И тоа се регулираше на некој начин во оној момент кога имаше забрана за прием на дечиња кои што не се вакцинирани во градинка, па тогаш се подигна бројот на тие кои што се вакцинира, ако се сеќавате. Јас пак ќе кажам дека селективно се применуваат кај нас законите за жал. За жал, затоа што не знам како, но се изнаоѓаат потврди, се изнаоѓаат разноразни методи дека се вакцинирани во некои од соседните земји и слично. Че треба еднаш да отвориме реалноста, значи дека стварно имаме такви работи и треба да говориме отворено за проблемите кои што се детектираат и ги имаме. Вие не правите штета. Точно, тоа е дел на менталитетот. Како ќе најдеме да го изиграме законот и кај нас во земјата се нешто ни смета. Safe City смета, безбедноста на сообраќајот. Да, треба да има отстапки. Се согласувам. Можеби 50 е премалку, нека биде и 60 за брзината на возење. Сега навлеговме во сосем друга тема, ама дека треба да има некои регулации, дека треба да се поштуваат закони. Има земји во Европа во кои не смее да влезе во школа невакцинирано дете. Значи имунизацијата за одредени вакцини на ниско. И ако ја направиме мапата, предњачи градот Скопје по ниска имунизација, не другите. И тоа одредени општини. Аеродром, Карпош, центар. И центар, да. Каде што загрижува затоа што тука имаме највисоко население со да не се навреди останатото население, но тука има највеќе интелектуално население со висок степен на образование, меѓу кои магистри и доктори на науки. Значи ако тие не веруваат значи во здравството, значи имаме некој сериозен проблем. Затоа кажувам, никогаш нема да прифатат закон за забрана од пушење и од штетни додека не го решиме малци и аерозагадувањето и додека не почнеме да влијаеме на децата. Значи тука со нив треба да се соработува. Значи децата, верувајте, имаме преинтелигентно население кај детската популација. Ние тоа го видовме по школите кога одевме во центар и во аеродром. Значи беа изненадени и има едно чудо прашања на нас како лекари, ау што е ова штетно, сега дома на татко ми ќе му забранам да пуши. Имаше едно детенце, го памтам. Се токму децата тие кои што ги едуцираат возрастните. Да. Имаше едно детенце што го памтам, кога ни постави неколку прашања и рече јас сега дома ќе му забранам на мојот татко да пуши во дневната соба. Нема да му дозволам јас да го дишам тоа што он го диша, јас не сакам, мене цигарите ми се одвратни и одбојни. Значи имаме деца што размислуваат, но за жал социјалните медиуми многу го направија, значи социјалните мрежи многу го направија, затоа што секој се поистоветува со некој лик од Холивуд, со некоја звезда, со некој пејач од српска или не знам каква естрада, тој пушел, тој правел вака, тој возел без николи, тој се снимал за TikTok. Тука е проблемот, кај што треба исто да влијаеме, гледам дека има примери во животот. Да, затоа што секој различен пример избира. Некој избира спортиста, ама веќе спортистите не се примери, имаме и спортисти кои што користат нелегални супстанции, имаме и спортисти кои што се пушачи и алкохоличари дури и слично, но има и стварно навистина. Јас секогаш викам, треба да се оди во природа, треба да се качуваат во планини, треба да возат велосипеди, значи треба здравиот начин и при самото одвикнување од пушење е многу тешко и не треба да го осудите пушачот. Може нема да успеат одма. Треба да му кажете, еве сега со законот од пушење се гледа моментот дека можеби и пушачи ќе побараат да ги намалат значи цигарите. Јас секогаш викам успеха за пушачот ако ги намали цигарите. Не може можда целосно да се одвикне, ама полека ако ги намалува и треба да соработува со својот лекар. Он треба да доаѓа на посети на недела, на 2, на 3, си има точен протокол како треба да доаѓа пушачот во самата ординација. Тука е подеднакво важна и поддршката на
семејството, на најблиските, на пријателите. Апсолутно, има точно правила во кои се вели предпушачот не треба да кој што ви кажал дека се одвикнува од пушење не треба да палите цигара, треба пепелниците да ги исфрли од домот, сите запалки да ги тргне од домот, од автомобилите. Кога ќе го потсети на пушење, се вика да пие чаша вода голтка по голтка, да почне да се окупира со нешто друго. Токму тоа затоа и постојат тие никотински гуми за џвакање, постојат тие никотински лепенки, преку кои он пак полека го внесува никотинот, но на некој друг начин кој што полека го тера, ја задоволува мотивацијата во мозокот да го тера на одвикнување од пушење. Значи имаме мал број на елементи кои што треба да се применат. Треба да работиме на одвикнување од пушење, треба да работиме на едукација да не постанат пушачи и тие кои што имаат низок степен на зависност да успееме да ги одвикнеме од пушењето. Тие со висок степен на зависност малце потешко. Пред 2019 исто пушеа надвор пушачите. 2019 ја зборам, не сум сигурен кога точно се промени законот, знам дека се промени и се дозволи пушење во затворени простории, не можам да се сетам дали е 19 или некоја година претходно или покасно, но тој временски период беше и се направи радикална штета, затоа што исто имаше реакции во јавноста, се сеќавам дека како сега ние ќе пушиме надвор, ќе се мрзнеме на студовите, па го прифатија тоа, пушеа надвор и ги намалија бројот на цигари. Така. Реално имаше сами пушачи што кажа леле сега заради ова надвор што излегувам, морам наместо 5 цигари во еден сат да употребам 2 цигари во еден сат. Па тука има и дискусии врзани за штетноста на електронските цигари. И тие се сами по себе штетни, иако се пласираат дека немаат штета, но меѓутоа микроваскуларни се поголемиот број на заболувања што настануваат, нарушување во самата коагулација, голем број на тромби во организмот, кои што предизвикуваат после тоа пулмонални емболии, кои што предизвикуваат мозочни удари и инфаркти од употреба на електронските цигари. Со новиот закон и тие се забранети во затворена просторија. Така да има промени во законот. Како лекар ме радуваат промените, но пак ќе речам, не се наеднаш и не се најригорозно и не треба само казните да се вадат, значи затоа реков некогаш треба да знаеме како држава и да наградиме. Па и тој пушач што ќе се одвикни, што ќе го заштеди здравствениот фонд од понатамошни заболувања, трошење на скапи лекови на товар на фондот, треба на некој начин да му се честита. Сите европски протоколи кажуваат честитајте му на пушачот кога сака да започне со одвикнат пушење, значи треба да работиме на одвикнувањето од пушење. Во моментов ти вашата ординација претпоставувам дека е полна со пациенти со инфлуенца А, тоа е тема која што е актуелна деновива. За кога се очекува пикот со грип? Јас и вие уште во летото најавивме дека оваа сезона ќе има, бидејќи европските истражувања покажуваат дека инфлуенцата оваа година може да дава поголем. Значи, ланската година имавме малку помал број на пациенти со инфлуенца А, инфлуенца Б, но имавме полесна симптоматологија. Многу поретко завршуваа со бронхити и пневмонија. Оваа година со што циркулира меѓу популацијата дава поголем број на бронхити и пневмонија. Тука се должи и лани имавме аерозагадување и цигари и се, но тука се должи и комбинацијата на ковид. Не смееме да го заборавиме. Симптомите се испреплетуваат и реално имаме пациенти кои што ги детектираме на брзите тестови и на пнеумослайдовите дека во извременски период имаат и инфлуенца и коронавирус. Кога ги имате двете во себе, тоа го гледаме и на рентгенот, тоа го гледаме и на лабораториите. Уште летниот временски период, август-септември се види циркулацијата на коронавирусот. И сега е тоа актуелно. И се очекуваше дека ќе продолжи да циркулира. Малку повеќе беше во есенскиот период, по еден период имавме драстичен пад, скоро и да ги немаше. Значи ноември месец сите бевме шокирани и почетокот на декември дека ние немаме голем број на респираторни инфекции во нашите ординации, ни беше нестојствено. И се очекуваше и најавувавме дека пикот го очекуваме од прославите пред новогодишни и новогодишни. Нормално е кога има голема циркулација во една кафана, во ресторан, во дом и слично на поголем број на население и тука е ниската здравствена култура. Значи со температура важно нова година мора да се прослави. Значи, тоа е реалноста. Значи, со температура и зрашмрка носи, после целото друштво е заболено. Нова година ќе биде и до година, Божи ќе биде и до година. Заштитете си го семејството, заштитете се, ма пред се заштитете си и себе си.
и таман ќе ја смириме состојбата од инфлуенцата и после продолжуваат пролонгирани кашлици што се нормални кај инфлуенци, траат по 3 до 4 недели, но на тие пролонгирани кашлици, на тој намален имунитет, на овој загаден воздух надвор што го дишеме, кај што внесуваме голем број на PM10 честички кои што ни го оштетуваат респираторниот епител, накалемуваме уште една инфекција, па тогаш почнуваат легионели, микоплазми, стрептококи и слично. Па онда мора да се употребат антибиотици, па тука ги имаме, ги имаме инфекциите. Да, вие споменувате за злоупотребата на антибиотици. Тоа е реалност, за жал. За жал, нема лекар, меѓу своите колеги ќе се ставам и јас, што некогаш не припишал антибиотик и од притисок на самиот пациент. Ама дај ми го антибиотикот, значи мене ми поминува, а гледаш дека е вирусно и некогаш и самите ајде ќе му го дадам, не можам, значи имаме по 70-80 прегледи и за да се заштитите себе си од исцрпеноста, значи ќе му го дадете тој антибиотик и ќе го препишете, иако знаете дека сте направиле нешто што не треба да го правите. Гледам дека фондот од здравство сега најавува ригорозни казни. Јас морам да споменам нешто, значи тука надвор од темата, фондот за здравство најавува казни и Министерството за здравство, ама некако приметуваме дека само на примерно здравство казните се спроведуваат. Секундарно и терцијарно многу помалку, а другите сектори во општеството што сега се бунат зашто ќе имаат казни ако се прекршуваат законите, не се испаѓа дека законите пак ќе кажам се селективни и важат за одредена. Ние сме нонстоп казнати. Ако прекорачиме број на антибиотици, матичниот е казнен со 70.000 денари. Ако прекорачиме број на хронична терапија, исто е казнен. Значи кај нас нонстоп се применуваат казните. Значи кај нас дословно законот важи, а сега кога треба да се примени врз друга категорија на граѓани, значи законите па да не важат, па да ни бидат намалени. А истите тие пациенти нас после ни бараат таа хронична терапија, а некој нас не ограничува со квоти на лекови, колку лекови смееме во одреден месец да издадеме. Антибиотиците се презлоупотребени. Значи јас во моментот имам пациенти кои што дојдоа од друга ординација, од други лекари, значи да се лекуваат со бронхопневмонија на кој инзолирав кандида. Кандида е габична инфекција од прекумерна употреба на... Да, тој има пневмонија, но тој нема пневмонија од бактериска природа. Тој има пневмонија од кандида. Кандидата ги нападнала белите и кандидата е толку тешко исконренлива после, што треба подолготрена терапија, предизвикува и исто хронични обструктивни белодробни болести и други заболувања, го напаѓа и целиот и гастроинтестиналниот систем, ги напаѓа и синусити и слично, што и затоа што тој пациент кашлал и само ради кашлицата 3-4 антибиотици во месецот се употребени. Апсолутно фондот е во право дека е преголема употребата, но за да ја намали употребата мора да направи реорганизација на системот на примерно здравство. Мора да се ограничат посетите кога треба да се посети лекар, кога да се добие телефонска консултација. И за тоа треба да се едуцира да населението. Да ги едуцира населението и кога треба да ги слушаат и сестрите. Ако сестрата рекла дека за температура, за нос треба да земе капки и слично, сестрата е доволно едуцирана. Има завршено медицинско образование, има средно образование, некој од нив и со факултет. Значи на запад до доктор не стигате, првин сестрата ја прави главната триажа, па потоа оди реално лекарот во понатамошен чекор кон понатамошна триажа на пациентот и диагностика и слично. Значи тука треба исто и фармацевтите. И фармацевтите се многу клучна алка и они даваат совет. Тие не се продавачки. Тие завршиле факултет, значи имаат факултет, тие знаат да ви дадат здравствен совет, но кога фармацевтот ќе ви каже ова не е за мене, ама не ти дај ми антибиотик или не знам што, кога ќе ви каже не е за мене, тука треба да има лекар, тука треба веќе пациентот да знае да се повлече. Затоа кажувам реорганизација на системот бидејќи има лоша финансираност. Зависност од број на пациенти е нешто што го говорам и е ужасно страшно. И сите овие работи нас ни се накалемуваат токму од тоа. Ама знаеш како ќе го изгубам за пациента, ама знаеш како ќе се отпише не се за едно, и друго, трето. И тоа се тие погубни компромиси. Тие се погубни компромиси и тогаш колегите, и не ги обвинувам, тогаш колегите попуштаат и за упат за пулмолог кај што не треба, и за упат за кардиолог кај што не треба, и за антибиотик кај што не треба. Затоа треба да го загарантираат овој здравствен систем. Лекарот и сестрата не смеат да зависат од број на пациенти во примерно здравство. Треба да бидат како секундарно и терцијарно здравство во тој дел. Да, квалитет наспроти квантитет. Да. Квалитетот треба да го подобриме и треба да работиме на превентивни програми. Значи во здравството треба превенција. Ние
Гасиме пожари. Значи тука избил пожар, онде избил пожари, гасиме пожари. Супер е законот за пушење како е концепиран, треба да се спроведува чекор по чекор, но мораме првин да го реформираме малце, примерно секундарно и терцијарно здравство, да знаеме до каде, на кого и колку се ингеренциите и зашто се тие. Пациентите мораат малку медицинска едукација да се прави редовна, значи и континуирано и од самите матични лекари, но меѓутоа и од медиумите, и од здравствениот систем, образовните програми мораат да влијат на подигнување на свесноста зашто и кои се штетните ефекти кај учениците, бидејќи на тој начин ќе изградиме здрава и успешна младина. Ви благодарам, доктор Ѓорѓеевски, за разговорот. Благодарам и на вас на поканата.